Поштовани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24, во која ќе се обидеме да ги побараме одговорите на прашањата кои се повеќе ги има во изминатите 11 дена, колку што веќе помина од заплената на оние 5 тони марихуана во Србија, а за кои официјално не знаеме ништо, ниту дали се од тука, ниту дали се од некаде надвора од тука поминале, тоест преку наша територија македонска. Но затоа пак вчера владата на седница донесе одлука за засилени контроли, односно вонредни контроли во сите фирми за производство на медицински канабис. Целта е да се спречи нелегално производство и продажба на домашниот и меѓународниот пазар, така да имаме ова е вонредно за нешто што би требало да биде превентивно во перспектива, да не се случи. А во рок од 45 дена треба да се достави извештај до владата. Од она пак што се случи, немаме ништо конкретно, институциите се уште молчат, а опозицијата тоа го толкува дека како индикатор дека скандалот е токму во на високи инстанци во рамки на власта. Председателот на владата Мицковски пак нек ни изјави дека тој не знае, исто како ниту Министерството за внатрешни работи, и дека вистината ќе утврдат надлежните органи околу тоа, дали е од тука или од надвор, односно за што станува збор. Додека пак партијата со која тој раководи, ВМРО-ДПМН, го обвинува СДСМ, односно опозицијата, дека тие стојат за тоа и дека ја претвориле Македонија во балкански наркоцентар за шверц на марихуана. Така да тие меѓусебни обвинувања не само дека не стивнуваат, туку ги има во изобилство, за разлика од одговорите на овие прашања од каде е, каква е, легална ли е, исто како и за рекордната заплена на, откако се случи ова со пронаоѓањето на 5 тона, на 40 тони канабис, и тоа е своевидна регионална вест во воопшто по однос на количините. Премиерот дури спомнува и 100 тони, за кои допрва треба да се утврди дали биле злоупотребувани или не, со оглед на тоа што заплена во таков обем досега не е, само што не е видена во земја, туку и регионално. И ако е илегално, тогаш навистина треба да се честита и повеќе од локално, туку и регионално на таа заплена. Од друга страна, ако е легална, тогаш не само што не е потфат на регионално ниво, туку е нарушување на она што, да речеме, и функционирало нормално. Нарушување во смисла на континуитетот, инаку јасно дека треба да се утврдат околностите и дека до толку повеќе треба да се дадат одговори како на тие 5 тона, така и дали ќе помогне за пленувањето на таа огромна количина, на тоа огромно количество да ги даде одговорите. И за тие 5 тона, но и за ова, всушност, секако прашањето е или дискутабилно е, мислам, може човек да поставува и на еден и на друг начин, дали е подобро да се докаже дека е ова огромна количина од 40 или 100 тони шверцувана, а е успешна акцијата, што би покажало дека имаме страшно, дека сме на вистина, она што тврди ВМРО-ДПМН, наркоцентар, кој го направил, тоа е друга работа. Од друга страна, пак, ако е легална или ако не станува збор за таа, барем во толкава количина,
тогаш акцијата сама по себе не е ништо спектакуларно, но од друга страна добро е тоа што тогаш не сме наркоцентар или сето тоа би се свело на тие 5 тони за кои пак, велам, треба да се дадат одговори од каде се, има многу фирми со лиценци, ако е воопшто таму потекнато, како сето тоа поминало преку институциите, гранични премини и контрола од здравствените институции, поднос на количината. Едноставен принцип како попис во маркети треба да се има евиденција која, да речеме, на лице место ќе потврди или ќе покаже директно дали има отстапување или не. Или, впрочем, не е ниту едното, ниту другото, туку нешто од надвор кое поминало низ нашата територија, што повторно тогаш ќе упати на оние институции, царина и така натаму, ако поминало преку легални гранични премини. Но во секој случај, значи, има доста одговори, доста прашања на кои одговорите би требало да ги добиеме. Како што кажав, премиерот вели дека вистината ќе утврдат надлежните органи. Па еве, во насока на утврдувањето на вистината, да се обидеме да продискутираме токму на оваа тема. 60-91-924-925. Повелете кој ни е прв, можеме и да почнеме со него. Повелете. Добар ден. Да. Добар ден, вие сте. Поштовање, господин. Исто така ве поздравувам и јас, повелете, да. Вика, по потрага по одговори. Па 35 години македонскиот народ чека одговори за многу работи. Така е, да. Не е само за овој случај за дрогата, за марихуана, за канабис. Пабло Ескобар, мислам дека починат. Тя ќе се преврте во гроб кој ќе разбере, ќе рече, овие во Македонија поербат и испаднале од мене за шверцување на дрога. Ашкол сум, ќе рече, алав да име. Сите се укачкани, и едни и други. ВМРО која беше опозиција, СДС, знаеше тоа, што го донесо законот на диво и на брзина во 5 до 12 да легализираат тие фирмите што можат. Кај беа да протестират, кај беа да рипат. Или удобни фотели, удобни плати и ќути. Јас ќе те прашам како поучен. До кога ве ишо вакова македонскиот народ ќе страда од овие нерани мајковски под наводници? Ќе се сложат ли еднаш ВМРО, СДС па и ДУИ да пркне Македонија малце напред, да нема вакви афери, да нема вакви зборување, да нема корупција. 84-та, што каже еден претходен во една емисија, ние сме меѓу првите 15 за корупција за мито за свебре. До кога еде поучен, кажи ми ја пописмеци од мене, до кога ќе се расправаме со овие ВМРО, СДС и ДУИ? Ке тргне ли еднаш Македонија во тие мирни води, што викаат? Ајде, биди ми поздравен, све најдобро и тоа. Благодарам ве, поздравувам и јас. Би рекол, не е битно тоа учен, поучен, особено не во тоа да се сватат работите или да се дадат одговори на вакви прашања. Тоест, би рекол, не зависи директно. Учен за одредена област, па околу тоа да, значи, дали е здравство, право, што и да е. До кога, ова, би рекол, не зависи директно од тоа. И, впрочем, велам, не е ниту битно. Учен, поучен. Туку едноставно нешто оди така како што оди, со такво окружување, со таква постава, и сега додека е тоа така ќе оди. Тука, велам, повторно, независно тоа учен, поучен човек може и да се осврне на тие и стари мудрости и така натаму, умотворби се едно, па да му станат работите многу појасни. Дали волкот влакното го менува, табијатот не или некои други. Така да, човек едноставно, што може да очекува од некого, не знам, да се смени или да не се смени, во таа смисла и дискусиите, не знам, дали администрацијата е преголема, а не соодветен кадар, па сега ќе се дообучувала и така натаму, до едукација, да може ли нешто да се направи од нешто што не функционирало, што отишло да работи за тие кои се, а не биле обучени соодветно и така натаму, ниту отишле со таа идеја.
па се до, да речеме, тие кои се на високи функции, а не се за тоа. Тие кои се, велам, не оние кои не се. И кои се пријавуваат, и кандидираат, и без тоа, да речеме, и доаѓаат на тие позиции, така натаму, и велат, да, ние сме тие, и даваат заклетви, и се колнат дека честно ќе работат и така натаму. Сега што до кога? Па до кога? Додека се тие луѓе, кои се, велам, тие кои не се, јасно. Но што да очекуваме, дека ќе се смени некој кој покажал како е наспроти сето тоа, велам, и тие заклетви и така натаму. Така да тоа е, би рекол, едноставно, независно од тоа, човек не треба да знае многу работи, за да му е јасно дали... За да му е јасно дека луѓето не се менуваат по принцип. Кој е како што треба, генерално останува како што треба. Има некои своји принципи, тоа е, кој не е, нема да ги стекне со време. Повелете, добар ден. Добар ден и убав ден и вам, повелете, добар ден, да. Па вака сега. Значи, ова е нешто меѓународно, колку што слушнав, дека тука се Интерпол идеја. Сега, може би и затоа Трамп не испраќа уште амбасадор, бидејќи човекот и тој се бори со наркомафија, како да кажам. Можда и затоа се уште ние немаме амбасадор, затоа што ова веќе било на меѓународно, не е ова само наше, да го откриле се. Сега, зашто не проверува реплавеве? Да ви кажам, ова дека не е проверувано, дека не е пратено подолго време, не верувам. Тука веќе затоа што сакале да фатат на крајот, да видат кој е, што е, каде, како оди и што оди. Значи, ако почнете вие на ситно го фативме овојно и веќе другите се известени, затоа што тука се разбира сите тајни служби работат. Кај нас Македонија, посебно Скопје, се нема тајна служба што не постои тука, дојдена. Така да ова не е ништо случајно. Значи ова е све со... сега србите се читам овдека, слушам, овако, зашто македонците пропуштиле? Па зашто србите пропуштиле ако поминала на нивна граница? Ајде нашите направиле грешка. Зашто српската контрола на царина не го направила тоа? И прочитав дека тие овие полицајци што го фатиле камионот таму кај го фатиле, биле суспендирани од работа. Значи овдека веќе нешто се знаело, се чекало, се правело, меѓутоа може би, не можело да стигне, може ние земавме работата на Ротердам, може и натаму требало нешто да оди, пошто таа земја е позната по легализација. Така да, ова овдека е за поздравување, не е за критикување. И ги слушаме од овие портпаролите од СДС, зашто не правеле ова, ама како ќе ви направат или ќе ви кажат? Ако, значи, ти каже тебе нешто, те извести и си направи, како ќе фати? Тоа е во интерес на истрага, тоа секој пат така се правело. Ние сме транзитна земја, не сме на море. Така. Ви благодарам и поздравувам. Добро, она што кажавте, дали сме пропуштеле ние, а Србија тие ја спровеле акцијата. Ако е така, тогаш е, значи, од наша страна, ние сме пропуштиле, тие ја фатиле. Ако не е, затоа што не знаеме, впрочем, токму и пред некој ден премиерот тоа и како контрапрашање на прашањето на новинарката ќе се дозна или нешто, токму тоа и го кажа дека ниту тој, ниту МВР не знае, значи не се знае дали е од тука. Значи, ако е од тука сме пропуштиле, а тие фатиле. Ако не е од тука, затоа што немаме информација, токму визави контрапрашањето на премиерот, веруваме на други влади. Но ние немаме конкретна, официјална од тука за да веруваме. Немаме информација од овде дека премиерот вели не е од тука, а друга влада вели од тука е, ние веруваме таму. Од тука нема никаква информација, не знаеме. Освен партиските соопштенија кои се. А при тоа исто, велам, друга официјална, ниту од обвинителство нема. Односно, официјална изјава од премиерот не знаеме, ниту тој, ниту МВР. Сега за сега и токму тоа институциите ќе утврделе вистината, надлежните органи. Значи, ако е пропуштена, нема што. Треба да ја утврдат надлежните органи кој каде пропуштил. Ако не е пропуштена, тогаш значи дека не е ни од тука. Ако не е од тука, зошто Белград би кажал дека е од тука? Значи ли тогаш дека Белград прави местенка на Скопје? А зошто би го правил тоа, пак имајќи ја предвид токму одличната соработка
на двете земји на полето на безбедноста. И која би била целта тогаш? Или пак Белград сгрешил, па тие се во заблуда дека е од тука. Така да има многу, велам, неодговорени прашања и токму во зависност од тоа дали е од тука, значи дали ние сме пропуштиле или не е од тука, тогаш има друга конотација зошто се вели дека е од тука некоја друга влада, но треба да слушнеме и од овде наш став официјален, за да изградиме мислење. Инаку имаме само една страна и сега верувате на една влада. Па веруваме на една информација, не веруваме, тоест имаме една информација. Затоа, велам, се очекува информација друга. Ова останатото се тие препукувања. СДСМ е заеве, ово и оно е, и тоа се слуша постојано. Така да немаме ниту постапување на обвинителството, ниту ништо друго. Велам, впрочем, официјалната изјава на премиерот е дека не знаат. Ниту тие, ниту МВР. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете, се слушаме. Добро попладне, господин Исо. И вам исто повелете, да. Благодарен поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Повелете, да. Знаеш, кога не знаеме нешто да кажеме за темата, ќе кажеме околу темата, зад темата, пред темата и ништо за темата. Господине, добро кажавте тие. Сега да Србија знаат се и сега да веруваме на оваа влада која ништо не кажува. Значи, што да веруваш кога ништо не кажува и се што кажала до сега излагал. Лажа. Се работи за случајов, треба како може Мицкоски да не знае кога ко собственикот е уопšte што има во Охрица таму во Скопје марихуана, господине. Во Србија. Нели знаете, српско презиме има, не знам како се викаше. Него уопšte во Србија е собственик кој производуваат во Скопје марихуана. Легално производат од Охриц што е изнесена, што е земена 9 тона. Дали ме разбирате? Тоа е вистината, не е вистината дека не знаат овие, сега се прават дека не знаат, знаеш човек кога се правам јас на мутав и се правам дека не знам. Меѓутоа, знаеш што су? Значи, работава е многу едноставна, што вика тој од Скопје или од каде е. Требало да се води грижа за тие што имаат лиценци за производство на ова. Колку имаат, колку, зошто им се одзема од магазините ова. Не била соодветно спакувана, не било соодветно чувана и не можело да се произведе таму масло од канабис. Па тоа кај го знае Мицкоски толку гледаш што се работи, господин Исов. Ова ќе испадне на виделина. Јас не знам како може да зимаш без јавното обвинителство за гонење криминал и корупција. Основното јавно обвинителство. Нема изјави никакви до сега дадено, а учествува во земањето на марихуаната. Големи работи се, нема време толку. Поздрав, господин. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете кој ни е следен. Здраво. Здраво, повелете, се слушаме. Па види, еве ја како глуп човек, значи со ограничени можности човек, ја му верувам на власта се што кажува, на премиерот, на оние снимки што ги гледам, како се истополиле таму пред камерине, пред оние пакетине, дали има воопшто нешто у тие пакети таму, у тие магазини таму, некои хангари, шо се. Ја му верувам на премиерот. Затоа што имам ограничени можности. И моите ограничени можности дозволуваат до тука. Од тука натака не ми дозволјава да размислам по-трезвено, по-бистро. И затоа не му верувам. Значи, човекот е управо. И сега да го напаѓаме. Нема врска, човече. Мислам, тоа што он не знае, што полиција не знае, што оној со диплома на што нема ја ни купено, се фалеше дека од Бугарија ја купил таму тоа, тој ДБК поранешно сега како ги викат, пише само имиња менјаат. АНБ мислите, Агенција за национална безбедност. Знаете дека менјаат имиња само, кој ќе ги памти више, како името што го сменија на државата, така и овдека. Они ништо не разбираат, не се од овдека. Ама еве ја како ограничен, со ограничени квалитети, еве си признам, ја немам капацитет, тој ми е капацитетот, толку разбирам и прифаќам се што ќе ми каже власта. Ја тоа го прифаќам, отворено, ачик. Браво, премиере, убаво. Значи, со многу со што ми ги пренесувате вашите информации. Значи, јас длабоко ви верувам во она што го презентирате. Сега наредни 100.000 тони, колку 100 тони, како рекоа, 100 тона. Да, нешто така 100 тони дека, да. Да. Ние сме бетер од Пабло Ескобар. Иако
Пабло Ескобар во мафијачките кругови е наобична жртва од ФИА и ништо повеќе, али ние сме исто како тие кланови. Ама клановите не се у Мексико, тие се у ФИА. Поздрав, пријатно. Благодарам ве, поздравувам. Да, ако се 107 и 40 заплена во таков обем, и по територија и по број на жители е нешто неверојатно. Така да, ако е така, а е нелегална, тогаш тоа навистина ги покажува размерите на тој шверц и всушност дека навистина сме, велам, наркоцентар. И треба да се честита. И тоа како? Затоа што и заплена на таа количина е навистина потфат. Но ако не е, велам, тогаш како и да е, ова би требало да утврди што е со тие 5 тона или дали тие 5 тона отворија нешто многу повеќе, за кои впрочем не знаеме дали се воопшто од тука. Може би тие воопшто не се од тука, како што има и тие такви шпекулации, транзитирале од некаде, од некоја друга земја, но помогнале да се отвори приказната и да се откријат немерливи количества. Велам, и по територија, и по број на жители. Добар ден, повелете. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Па на железничаров од Левица да му објаснам една работа. За неговата нелогичност. Од една страна ги напаѓа ВМРО и власта, која што открила толкава количина, од друга страна цело време ги критикува Калето и американците, од трета страна го брани Заев и овие што ги донесоа тие, како да ги наречам, закони, за да се легализира фактички дрогата. Над 70 лиценци, забрането е да даваш ти лиценца кобајаги за канабис таму уѓе, а од друга страна даваат лиценца за полиња овие ниви што имаат со канабис. Па се знае тие ниви зашто одат за бизнис со дрога. Тоа не му е јасно на овој железничаров. Од друга страна, како не разбира дека шарената револуција, за да го донесат предавникот Заев, за да го смени името на власт, ја платија од Калето. И тогаш Левица им се приклучи и така добија пратенички места и така Левица влезе во власта. Што не му е јасно? Со помош на американците. Што не му е јасно дека ДЕА знае во секоја точка на земјата каде дрога има, каде се произведува, каде се шверцува. И тоа е со помош на ДЕА, на американците, му е дозволено на Заев да одгледува дрога, да се богати, за да после прави шарени револуции и сега оваа дрога што отиде за Србија е против овој власта на Вучич, да се руши со тие предавници исто таму што се наредени од тие тајните служби на американците. Како не му е јасно? Благодарам. Благодарам, поздрав, до слушање. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Добар ден, убав ден. Убав ден, Иван. Да, вие повелете. Поздрав од Охрид. Ајде вака, да кажеме правата вистина, да не правиме шарени револуции, тоа време помина, значи треба да гледаме за напред. Прво треба да ги прашаме србите на која гранична линија е поминат тој канабис од Македонија во Србија. Дали е поминат од Македонија во Србија, тоа треба да се дефинитивно. До сега никој не кажува од каде е влезена, од каде е донесена. Значи треба тоа да се од таа страна. Второ, дека ние имаме фарми кои произведуваат канабис за медицинска употреба, меѓутоа во тие договори, во тие документи требало да стои, ако не стои, 24 часа под надзор да бидат сите тие објекти. Да речеме кој влегува, кој излегува до секунда, да биде пратен секвенци, да се види дали реже, дали прска, дали вади, дали копа или што прави. Тогаш ќе имаме ние прав увид дали тој канабис останува тука или оди за други цели. Дали тој канабис оди онамо каде што треба да се преработува и да се добие. Не значи дека ако е канабис дека тој треба да се дава во промет да се трујат децата. Меѓутоа и тоа масло од канабис
некому му дава здравје, некому му дава живот, му го пронесува. Значи, ова што се случува сега, ја ми се чини дека за ова се виновни сите. Да не викаме крива е претходната, ја викам и идната власт што ќе дојде ќе биде виновна, ако не пристапи кон овие правила и прописи, значи тој канабис строго да биде контролиран. Или воопшто, значи на крај крајва да го избришеме од нашите ниви, да го нема. Повод да го нема отколку да имаме. Благодарам, поздрав до вас, до слушање, повелете, добар ден. Ало, добар ден, Исон. Повелете, добар ден. Како си, Исон? Добро, благодарам, ете, сите сме. Па како ќе бидеш, сите си коментираат еден за друг, не коментираат за темата. Доста оставете го и гледачите, секој има право како сака да коментира. Оставете ги гледачите, не ги спомнувајте. Вака ќе кажам, ја кратко и јасно. Грешката на оваа влада е што најави акција. Не требаше да најави контроли, изненадно појди. Сегде во фабриките и кажи ги директорите, кој се и што се. Тука сгрешија многу. Каква деа, какви бакрачи. Друго, ова е ланец голем за тие 5 тона. Тоа е ланец. Ако поминала на нашата граница, се пресуваме како поминала на српската граница при толку камери. И камерите да не работеле во тој момент, ќе се направат, ќе се види. Србија првин кажа дека може би од Северна Македонија или од Албанија. И толку, зашто не го кажува слеперот, бројот на камионот. Ова е под Министерство за здравство и под Министерство за земјоделие. Министерството за здравство една година нема направено контрола. Впрочем, имаат комисија, а во таа комисија има председател. А сега во овој момент дали имаат председател или не знам. И да нека не си ги вадат очите, што рекол ова, што рекол ова, треба до темел да се искорени. Само јас кажав, погрешно е што најави Мицкоски контрола, а би изненадно влези. Кажете ги минета слободно. Каберите све стимиле, само што не сакаат србите да кажат. Благодарам ве, поздравувам, повелете, добар ден, кој ни е следен. Добар ден, господин Исо. Добар ден, повелете, ве слушам. И убав ден да имате. Нека е убав за сите, да, повелете. Ви благодарам и ве поздравувам. Секако, да, благодарам и јас. Потрага, одговори, вонредни, нормално ве Исо треба да се прават. Ние додека сега зборуваме, Господ знае колку комбиња, колку автомобили, колку камиони поминуваат со тие наркотици. Нови прашања ни поставуваат. Да. Ние си препуцаваме као партиски војници, како да сме собственици на ДПМН и на СДСМ. Бре, луѓе, тука е парата, верувајте. Ние зборуваме, али камионите, шлеперите, автомобилите поминуваат. Контрола мора да има. Ако нема контрола на граница, за влез и излез, не представуваш ни држава. Јас Исо немам ништо против ни позицијата, ни опозицијата. Зборувам правно, чисто, како човек возрастен. Не ме занима мене партија. Мене ме занима само да се контролира стварно, зашто ги отрувме децата, па и по возрастните луѓе. Верувајте ми. Не знам што е, дали е ова слобода, толку јака демократија и затоа го употребуваат. Многу едноставна работа е, че се излез све на виделина, контрола нека има, зашто да нема. Ние имаме не знам колку такви за тој канабис, колку фирми имаме отворено, нека ги контролираат, нека работаат. И нека АНАБА, нека работи и МВР, тие се платени. Ние можеме да зборуваме да ги напаѓаме. Вистински нека работаат. Нека се контролира. Мене едно не ми е јасно. Каде е шоферот, каде е камионот и каде е стиковито. А шоферот може да каже. Јас, обичен граѓанин, ќе го натерам да каже. И толку е, нема потреба. Так. Ние имаме поголеми проблеми во Република Македонија. Меѓутоа, и ова е голем проблем. И не би требало така да се препуцаваме партиски, да зборуваме во интерес на државата и во интерес на граѓаните, зашто нашите деца и внуци се труваат. Не знам
Благодарам ве, поздравувам. Јасно, има тука и такви дополнителни подпрашања, возило, возач и така натаму, кое што е. Иако пак не мора нужно, би рекол, врз основа на тоа од каде е возилото или возачот, да значи дека е и стоката од таму. Мислам, не е тоа задолжително. Како што ете, имаме и наши возачи и возила, ете денеска прочитав, забрана му изрекле на македонски возач во ЕУ, 3 дена пречекорил предстојат. Токму наоколу што и се протестира за тие визи за возачите, да не се однесуваат. Не мора да значи, носи една стока натаму, таму што ќе му натовара друго, особено ако е нешто од таков поспецифичен карактер, па се пломбира возилото и така натаму, не може тој ниту да отвора и така слично. Но јасно, не мора да значи, но и може да е во секој случај возачот знае од каде зел, што зел и така натаму, а не мора нужно да значи дека е токму и ако е возилото, не знам, од некоја земја, дека е и стоката внатре од таму. Но секако, велам, и тоа треба да се земе предвид, да се ако ништо друго, возачот е и клучниот фактор во давањето на информации каде ја товарел стоката и така натаму, така да тоа веднаш, ако ништо повеќе, барем потеклото ќе укаже на тоа од каде потекнува. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете, се слушаме, добар ден. Добар ден. Повелете, да. Дали сум јас? Вие, да, ве слушам, повелете. Вака пред све на гледачката мало една реплика ќе да не се спомнат. Зошто премиерот тајно не направил акцијата него јавно? Тоа беше одбрана да ги одбраните мешаните овладаше овој криминал. Тоа беше одбрана, треба да разбира сите за да збуни нас. Ето што работи во Македонија се паќат. А тој не одговори ден денеска како е пренесена робата и кој преноси, кој е осимничен, како замина. Ако не знае, ќе му кажа. По патот кај што замина Груевски за Маđарска, по тој пат е замината и робата. Тоа е уиграна линија, уиграни се тие граничари, уиграни се тие сите тамо царинарници и само што не продолжила за Будимпешта, останала Србија. Меѓутоа, кога постана српска граница, е прателе тие, можда не е лично од Македонија, али од Македонија е камионот. Другата е од Македонија. А дали е влезена преку Косово, преку Бано Сивамо, меѓутоа преку Ламбанија е влезена, дали и преку Црна Гора или Косово после. Тоа е мислење, тие се банди, тие се криминалци. Јас затоа ги нарекувам нашиве политичари, не се нашите... Значи мислите дека нашите фирми легално си работат? Дали фирми легално работат? Сега ќе се најде некој што не е легално, некоја ситна риба само ќе дадете. 2 недели имат. 2 недели имат, не открива Америка. Колумбо за еден месец открива Америка, ние 2 недели тука се некоја ситна риба ќе најдат некој нелегално, на тоа ќе биде. На тоа ќе заврши. Иначе од Македонија е. Само се поврзани тие криминалци во Србија со Македонија, имат овде нивни пристаништа така и натака. Меѓутоа, дека е крива владата, си крива, дека не е способна, не е да му кажа на Милорад, едно време беше добро, неориентиран и кога се јавија бомбите, меѓутоа сега од некоја придобивка си доби од ВМРО, ДПМН и сега е само камен. Да, добро, истече времето, но повторно велам, да не влегуваме од такви анализи и коментари. Независно ставот е став, за него да дискутираме, а тоа веќе кој како велам. Или како што мислите вие за некого како особини и така натаму, не е воопшто, велам, ниту предмет на дискусија, ниту на тоа, велам, да влијае на ставот. Ставот е тој, независно кој го кажал, етничка припадност, родова и така натаму. Кажува став околу кој ние зборуваме. Практично како и темата. Стои таа тема сега. Кој ја напишал, мене ли ми ја кажале, јас ли сум ја смислил, кој ја формулирал. Темата е тоа, дискутираме за темата. Да, ама тој што кажал, тој што напишал така, тој и слично. Тој е таков. Не е, велам, битно туку, дискутираме за темата. Така е, не е така, или доаѓаме до одговори на прашањата кои произлегуваат од темата. Повелете, добар ден.
Здраво се. Здраво, повелете. Да се надоврзам на еден колега, убаво кажа, пред свештеникот, кога се работи за криминал, кој го штетува здравието, потенцијално ги убива. Ги уништени се тие кои почнуваат да се дрогират и се уништени. Посебно младите. Значи, не треба да се јавува тварно во заштита на партија. Посебно на предходната предавничка. Фактички во секоја партија има добар дел нормални, а врхучката, посебно од тие предходните, непредавничка, монструозно. Со тој Мурти на чело. Значи, колку пати кажувам, не успевам секој да се јавам, пошто не сум како некој на телефон, имам други работи. Да. Клучно, што е, не сваќате? Кај се случува најмногу? Каде што нема нормален суд? Клановите криминални се во Србија и тука. И има подмитливи функционери, корумпирани, знаат дека нема сраф од казнивост, нема нормален суд, и така. До кога? Сватете до кога ќе зборувате ова, она, партија, ова, криминалци, сите се исти, кои да и бидат на власт? Не. Двајца браќа не се исти. Двајца близнаци не се исти. Немој, не сум јас како, ако некој кажува исти, значи не сум како тебе, јас никош не кажувам исти, демагогија, сите исти. Значи ова, со наркотици, било како, медицински, за здравје, подхитно додека не се случи нормален суд, мораториум. Ако тие кои вложиле, ќе му стојат објектите, наводни газди, феудалци се тие. Колку ги плаќаат вработените. Подхитно мораториум додека не се случи нормален суд. И тогаш, дека си продолжат да работат, и контрола. Колку заработуваат, колку плаќаат плати. Така, благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, се слушаме, да. Благодарам. Значи, вака се, ова тема отвора многу дилеми. Значи, за одговорноста. Абе, како кај нас за секој проблем, која ќе настане ексцес, тогаш отвараме работа. Значи, сега се случило ова и одма вонредни контроли. А што прави таа администрација и јавен сектор цела година? Што не проверува таму? Па ги има 10% од населението, пази, 160.000. Ги има што се пензионери па држава. Па што работат тие? Очигледно дека ништо. Кој ќе видите, појдете во јавниот сектор, во администрацијата, дојде утре, дојде задутре. Затоа не бидува таа работа. Што се однесува до темава да не избегам. Јас сум скопјенец, моите стари, едната гранка произведуваше афион во времето. Да. А меѓутоа, кој ќе го насади, му доаѓа инспекција да му ги брои колку таму површина насадил. Разбираш? Да. И кој ќе заврши, на крајот му вика толку килограми катран да донесеш. А ние сега поима немаат кој што произведува. Самата идеја што беше дадена да се произведува канабис е јасно за медицински цели. Значи одма се отвара простор. Какова со камерите во Скопје? 50 километра. А колку е толеранција? Па толеранција на инструментот е плюс минус 1. Ако е 55, ќе станат 60, сваѓаш? Да. Штом се отвара простор, шом беше канабисот, ја викам овде е готова работа, ама наши ве што спијат. Како се треба да му кажат од Србија дека овде некој прави. Нека земат, нека си работат, дали се ови или другите, еписибир стално викам ја, почајци, знаеш. Све исто време, дај, почни да работиш нешто више. Благодарам. Ви благодарам и поздравувам, но колку е толеранција, велите, безбеден град, брзинометарот или камерата грешка плюс минус 1. Но во вакви ситуации не смее да има. Не може толеранција. Ајде толеранција во печатница на пари. Колку може од испечатените милиони. Толеранција 1% може, а ги нема. Не може. Секоја мора. Зато има серијски број, се знае каде се сите. Е од тој до тој. Тука е да, тие серијски броеви се евидентирани, има проверка, евиденција, инспекција, контрола и така натаму. И се знае, пуштени во оптек. Оружје, се едно, муниција. Лекови, впрочем, токму во оваа сфера. Лекови дали во здравствена установа, дали во фармацевската индустрија. Особено оние кои се од тој тип. Опијати, морфиуми и слично.
Велам, дали во здравствена установа тие се под клуч, исто така, евиденција, инспекција, контрола. Толку има морфиуми, се аплицира, се евидентира на тој пациент дадена доза и така натаму. Бројна состојба по попис толку. Не може да ги снема. Или исто велам, од фармацевска индустрија, се знае, произведува опијати и слично. Значи, не е само медицинскиот канабис. Генерално, фармацевската индустрија има еден куп на лекови кои се со таков спектар. Психотропни и така натаму тие, седативни, смирувачки и слично. Кои и во аптека кога ќе стигнат, па не може туку така без рецепт да се земат. Што значи дека од производството до дистрибуцијата постојано мора да има контрола. Сега, може ли манипулација да настане? Да. Но ако се спроведува проверка, инспекција, контрола, тоа е попис. Како во маркетите. Веднаш се излегува со податоците, ајде да видиме, според пописот мора да имате толку. Да видиме дали имате или немате. Колку лиценци се, толку фирми. Имате ли според попис или не? Кој инаку се предпоставува дека редовно се спроведува. И контрола и така натаму. И да видиме, тука сте напишале дека има толку, да видиме залиха. Нема толку, каде ви се? Како знае инспекција финансиска, пазарна, се едно да влезе? Извади пари од джебови, кафуле или што ли тамо и фискалните сметки. 10 денари имаш во джеб, не ти се пријавени. Кај е фискалната? Тоа е тоа. А камо ли ова? Ние во таа смисла, барем папиролошки. До сега, официјално немам информација. Според евиденцијата, извршените контроли и така натаму, нема отстапувања. Според тој попис и контролите, стои дека сета количина таму не е излезена. А дополнително ќе утврдиме дали е тоа злоупотребено, па таа количина 5 тони кои излегле, а се манипулирани папиролошки, или воопшто не се тие. Едноставно го немам, што не значи дека не постои, но го немаме како информација. А тоа е јасно, особено денеска со технологијата и со овие сите кои ги имаме за дигитализација, министри, дури и во Министерството за здравство, за дигитализација, на големо најавуван и како проект и како личност е нешто што токму го имате на копче. Не треба да оди некој да запишува таму. Умрежено се е тоа и директно со фирмите, како податок. А потоа, фирмите ќе покажат дали сте манипулирали или не. Но во секој момент мора да се знае. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Дали сум јас? Да, вие, повелете, ве слушам. Вака, фала Богу што после 10 години еднаш добив. Тоа сте радово. И се чудам како некои едни исти личности на сите телевизии муаве си прават меѓу себе. И се знаат кој од каде, и од Радишани, и од Битола, и од овако. Тоа е срамота. Значи, да не се остане на тоа. Еднаш ако си добил денеска на една телевизија, на другите веќе не. И како може тие едни исти луѓе да знаат се и да разбираат се. Да не бидам вулгарен, разбираат како Марица. Вак, за темата си е многу убава и се знае. Дека ниедно нешто, ова не е мачка да те фати за очи, да рипне. Значи, се има процедури, си има све како треба да си оди, како... Уште, дали некој го слушна српскиот министр, што рече? Кој тврди дека е од Македонија? Може не е ни од Македонија робата? Го забораваат дека е кај Крушевац сфатена, од Крушевац со Косово има премин, железница има, кај затворот. Кој тврди? Само да се лае. Што народ бе? И да се изгласа закон за незборење вистина. Додека не се потврди вистината, да нема. Фино си кажа, истрагата е утек. И што сега треба да? За Мицковски, ако некој треба да заслужува да продолжи понатака, он е првиот.
после сите други околу него што се. Никој. Така, истече времето, благодарам и ви посакувам и во иднината полесно да добиете врска, да се слушнеме. А и токму во таа насока велите, да, некој тврди. Не е битно која е инстанцата, но уште повеќе ако тврди официјално лице од друга држава, земја и така натаму. Некој тврди дека е од тука. Час поскоро да не мора дури конкретно на јавноста толку брзо, приоритетно да се одговори таму. Имаме дипломатска комуникација и слично преку амбасада да се демантира или да се потврди, се едно. Токму во смисла да не остане тоа да одекнува. Или да се шири уште повеќе, или одекнува, еве да, некој тврди, кажал министер и така натаму. Некој тврди дека не се вика, нема македонци. И ништо, нема контра. Некој тврди не се викате така, некој тврди не постои тоа, и ништо. И не веднаш, чекај, како тврдиш тоа? Јас сум македонец. Да, така се викам. Не е точно дека не се викам така. Ти измислуваш, а јас те демантирам. Или си во заблуда, или си во грешка, ако не измислуваш. И така натаму. Во таа смисла, велам, токму е неопходно час поскоро, макар само како воспоставување на таа рамнотежа, да престане одекнувањето од едната страна на тоа што е, да, се викаш така или не се викаш така, од Македонија или не е од Македонија. Е, вака е. Па потоа ќе видиме ние која е фирма и така натаму, ако е од тука, ако не е од тука, па ќе видиме како е, дали поминало тука. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете, се слушаме. Јас сум господин. Вие повелете, да. Ве поздравувам. Исто така, поздрав да вас повелете. Посакувам убав ден. Исто така, нека е за сите. Повелете. Оваа потрага по одговори за водени контроли навистина ќе даде многу одговори. Ќе се види стварно кој може да одгледува медицински карти за медицинска употреба, бидејќи навистина претходно имаше еден закон, одnosno правилник, кој може да одгледува медицински начин на овој канабисот. Тоа правилник требаше да одгледуваат само оние лица кои добија, ако сеќате Министерство за здравство лиценци, нормално претходно добиена согласност од владата. Тој што одгледува треба да има обезбедено соодветен простор, тоа така гласеше, површина или земјиšte за одгледување и сушење, складирање и опрема на соодветно произведениот магазин, односно на канабис, и да има и преработувачки капацитети. Бидејќи тој беше предвиден за медицински употреби, тоа е хумана работа, убава работа. Меѓутоа, ова што го направија со правилникот, изгледа беше министерот за ОДУИ, што рече може да се произведува и на отворен простор, на ниви, тоа се направи голема грешка. Бидејќи беше предвидено просторот да биде атмосферски заштитен, ограден, со висока ограда, најмалку 4 метри, и да има ограда од бодикава жица. Па има 24 часовен надзор на целиот тој простор и да има 24 часовно обезбедување беше предвидено. Треба да има еден работен дипломиран. Благодарам, поздрав до вас, до слушање, добар ден, кој ни е следен, повелете. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Повелете, добар ден. Се слушаме? Да, повелете, вие сте. Епа, значи, ДЕА тие НАТО за, како да кажам, за мафија, за марихуана, за дрога, за се. Значи, тоа ти е, како да кажам, тоа е, значи, таква посебна служба, што ако не била ДЕА и Интерпол, не знам ова дали ќе се случеше и како ќе се случеше. Така да ДЕА не, ја мислам дека нема каде што не знае каде има ваков потенцијал, да речам, со дрога, ајде, со мафија, речам, мислам. Значи, на ДЕА претежно е тоа специјалност. Така да, не е ова фатено само од кај нас, затоа што Интерпол и ДЕА кога се заедно и нормално се знае што се случува и како се случува. Тоа
Тоа е веќе меѓународно. Значи не можам, и ние сме транзитна земја, кај нас може све да помине ако поминало. Меѓутоа ние имаме повеќе тука граници, еве ти во Косово, еве има овако да речеме, никој не знае од каде, што и како. И сега, например, овако, ние можеме само све се знае, све ќе се дознае, меѓутоа треба да бидеме стрпливи. А во интерес на истрага не можат ние како што сакаме, мене ме интересира ова, мене ме интересира. Меѓутоа не можам тебе ако ти каже што се прави во интерес на истрагата, нема да фатиле они ова и да најдат. Значи ако нас све ни кажува и нема Интерпол идеја да биле изолирани во ова да работат, значи ќе пиле само нашите. Така да ова е поголемо. Меѓутоа се работи за Србија, тука се работи за Вучич. Гледате колку време во Србија што се прави. И така да таму нешто поголемо се спрема во врска со владата, предпоставувам. Затоа што еве и они се гледате на стендбај. Сите се со протести, со се што може да се направи, па не знам избори, па не знам да се сруши Вучич, па Така, благодарам ве, поздравувам. Добар ден, или сме веќе? Те зажалувам. Ало. Имаме ли време? Повелете ако имаме. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ајде му кажеме на тој пријател од кој колку се разбира и кој се разбира од Марица. Прво, од мај месец 24 година оваа власт ја држи државата. За тој мај месец, за тие 2 години, 4 пати требало да се направат контроли по законот. Пазите, по законот збориме. Не измислуваме криви дрини. Значи 4 контроли требало. Ако имало 4 контроли, тогаш ќе констатирале дека има одредена количина на канабис кој не ги исполнува условите за медицински канабис, затоа што биле одгледувани на отворено во ниви. По прописот и по правилникот се знае како се одгледува канабис за медицински цели. Што значи имало канабис што не го исполнувал условот ради начинот на одгледување. Ајде нека го изода записникот за уништување на тој канабис, сакам да ги прашам комисијата. Тоа е едната работа. Втората работа. Оваа држава има една служба, се вика АНБ. И има директор еден. Ајде да ги прашаме што правеле тие. Третата работа да им докажеме. Еден од собствениците, кој е уапсен во Србија, има 2 лиценци во Македонија, 2 фабрики за одгледување на медицински канабис, што е индиција дека канабисот е од Македонија. Четвртата работа што сакам да им ја кажам на сите, има 2 граници и има царина. Ама нема потреба само камиони. Има и аеродроми што се викаат. Краљево има аеродром, ако не знаат господата. Дали знаат што е? Знае аеродром. И знаат дали знаат што е Ан-24. Да не кажам онако ти. Петата работа, последната. Следете ги социјалните мрежи да видите како се препукуваат у Србија. Чива е марихуаната. Чиво име се спомнува. Што бараат гашиш да го спомнуваат. Директорот на БИА. Ако не знаат што е БИА, тоа ви е нешто повисоко дупло од АНБ. И зашто, ако е било све во ред, зашто се суспендирани инспекторите што е откриле марихуаната, да ги прашам? Не е само да гледат... Ви благодарам за учеството и за присуството, така да кажам, иако еве се отворија и доста дополнителни прашања, сигурен сум дека токму со вашето учество дискусијата на оваа тема придонесовме и помогнавме да патот кон одговорите се забрза и да и институциите дознаат што побрзо и јавноста и секако да се направи се што во иднина ќе ги превенира злоупотребите на ваквите, но и на другите работи. Имајте пријатно попладне. Довидување.